Здраво, ова е 156-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. Денешниот репертоар е Nomadland на Клое Жао, во кој станува збор за Ферн, глумена од Френсис Макдорманд, која по економскиот колапс на фирмата во која работи во Невада, останува на улица и све што поседува става во комбето, решавајќи се да оди на пат низ американскиот запад, живеејќи како модерен номад, наместо да биде поклоник на конвенционалната заедница од која се сепарира. Доколку некој би се обидел да направи модерен пандан на On the Road на Джек Кероак со протагонистка, која смогнала сили да ја циркулира државата и да се пресретне со илјадници талкачи, кои го бараат своето место под сонцето, тогаш тоа е Nomadland. Макдорманд веќе се истренира за глумење на стоицистички ликови низ незината богата филмска кариера, но овој пат незиниот лик е снаодлив и дружелюбив, но и натажен кога ќе биде соочен со борбата за екзистенција, впрегната на една незаприлива турнеја низ американското тло, со неможност да го засади својот корен, меѓутоа постојано налетува на заедница на истомисленици кои ги споделуваат нивните травматични животни приказни, наликувајќи на тие на Ферн, кај што и нивните животи биле засечени во корен, откако се затвориле фабриките во градовите во кои израснале, станувајќи жртви на рецесијата и барајќи го својот просперитет во номадскиот живот, патувајќи од едно место на друго, работејќи привремени, нископлатени работи и навијајќи се еден за друг, тогаш кога лутачите ќе завршат во некој животен ендек. Меѓутоа, Ферн не се само сожалува, туку си го пакува својот посед, најпрагматично што може, и се впушта во животната авантура, преиспитувајќи го своето место во светот, назначувајќи ја неговата сеопфатност како нејзин дом. Таа децидно и неумоливо му дава нов живот на старото јас. Индиректно сведочиме на руинирањето на домашната економска структура, на која се потпираат малите градчиња, рбетот на работната сила на државата, чии што жители остануваат незгрижени и заборавени, од кои дел одлучуваат да се занимаваат со криминал за да преживеат, а дел мигрираат во потрага по својата среќа во други краишта. Може би ќе беше подобро да содржеше делото поголема доза на огорченост поради оваа недоброволна позиционираност, поради која насилно се избркани овие ликови од удобноста на нивните претходни животи и мораат да се снаоѓаат како и каде што знаат и умеат, но ова патешествие го гледаат како можност за започнување на нов живот и преосознавање на себе си низ патешествието. Во овој патепис на Ферн можеме да забележиме како функционираат заедниците во останатите рурални места во западниот дел на САД, пред да се нафати да работи за големиот конгломерат Амазон, меѓутоа прикажани се и условите во кои ги извршува основните човечки потреби, кои ретко ги погледнуваме во другите роуд филмови, а тоа е прехранувањето, туширањето и затоплувањето во смрзнувачките и немилосрдни ноќи во низиното прибежиште на 4 тркала. Секако, самотијата е еден од најголемите непријатели на среде странствувањето, но додека номадите сурфаат по асфалтните змии низ американската пустелија, се наметнува прашањето колку стекнатото искуство ја променува протагонистката и колку ние всушност се запознаваме со незината природа и темперамент, кој на моменти знае да биде засенет од недоискажаностите на молчеливата изведба на ликот, кој не артикулира интерната тегоба, туку е заробен во широките пространства на душата на државата. Оддалечувањето од цивилизацијата може да биде опасно, посебно ако е потребна помош од медицинска или прехранбена побуда. Сепак, патот го менува секој лик, таков треба да биде и случајот и со Ферн, која би добила нова перспектива на животот. За да се долови натуралистичкиот пристап кој го негува ова филмско дело, инволвирани се модерни номади од реалноста, кои застануваат пред камера и стануваат подучувачи на Ферн за евентуалните потешкоти и препреки со кои може да се соочи, истражувајќи го непознатото и крстарејќи по бесконечниот автопат. Таа со незиниот перформанс се претопува во нивните долгочасовни лутања, правејќи го успешно доловувањето на докуфикцијата во која цели да биде категоризирана творбата.
Тоа значи дека филмот ќе биде осиромашен за издржани споредни ликови кои ќе може да парираат на перформансот на Макдорманд, наративна приказна која е пополнета со мноштво разнолики епизодисти, дел запамтливи, а дел заборавливи, но таков е животот, секој се обидува да остави трага на туѓото постоење, се вкрстуваме со туѓи патила и се разидуваме, збирајќи фрагменти од туѓи животи, кои со тек на време ќе се преработат во сеќавање. Затоа е многу лесно да се поврзе гледачот со доживувањата на Ферн, но е немоќен да ја помогне кога ќе настане конфликтот во делото, односно незиното дотрајано превозно средство ќе ја откаже својата послушност, а таа ќе мора да донесе непланирани, но дополнително тешки животни одлуки. Несигурната иднина наменски го остава отворен овој филм, во кој индивидуата служи на милост и немилост на големата фирма, што сведочи за епилог со горчина под јазикот. Воочливо е дека кинематограферот Джошуа Джеймс Ричардс е под големо влијание на Теренс Малик и неговиот Days of Heaven од 1978 година, поради тоа што цели да кадрира визуелна поезија, доловувајќи го ликот на Ферн наспротив впечатливите природни пространства, а при тоа делувајќи интимно, минималистички, со уловување на нејзините гестови во крупен план, кои ја кријат премолчаната самотија. Круцијално е видикот да се трансформира во позадинска текстура на секој од кадрите во кои предимчи Ферн. Токму елегичното пијано на композиторот Лудовико Еинауди е комплементарно на молчеливоста на протагонистката. Штета што не сме сведоци на пошаранолик музички спектар, типичен за поднебието во кое престојува главниот лик. Самата режисерка го монтира филмот, отклонувајќи се од епизодноста на патишествието на Ферн, туку е во потрага по незапирливо течение на постојано прелевање на стекнувањето на новите познанства и соочувањето со големите предизвици на отворениот пат во потрага по слободата надвор од рамките на конвенционалниот живот. За режисерката Клоe Жао подетално говорев кога го анализирав незиниот претходен филм The Rider во епизодата на Видеологија, а во незиното ново остварување таа се движи по тенката линија да не дозволи да биде потполно романтизирањето на номадскиот живот, при тоа дозволувајќи да ги погледнеме и неповолностите на потрагата по слободата во пустелијата, избегнувајќи ја едностранноста на незиниот филмски приказ. Филмот се базира на книгата на Джесика Брудер Surviving America in the 21st Century. Nomadland ја имаше својата премиера на Интернационалниот филмски фестивал во Торонто минатата година, а потоа играше на Венецискиот филмски фестивал во Телюрајд, Хелсинки, Атина, Цирих, Њујорк, Рејкјавик, Хамбург, Лондон, Чикаго, Гент, Токио, Тајпеј, Талин, Black Nights, пред да биде дистрибуирано од Searchlight Pictures, односно поранешниот 20th Century Fox. Френсис верувам дека ќе биде една од главните конкурентки за Оскарот за главна женска улога, а кинематограферот Джошуа Джеймс Ричардс може да се најде исто така во игра за доближување до статуетката. Не е исклучено и инволвирањето на филмот во останатите категории. Златниот лав од Венеција и доминацијата на Готам наградите нема да бидат последните признанија за овој филм. Сродноста со Into the Wild, Wanda, Wild, како и филмските патишествија на Агнес Варда, па и лутачките хероини на Кели Рајкард се неминовни, но филмот на Клое се издвојува по непосредниот приказ на номадскиот живот во модерното општество. Воочлива е оскудноста на разработката на ликовите и нивните интеракции, но таков е животот на пат. Исто како и Минари, така и новиот филм на Клое, предимство му дава на натурализмот наспроти формализмот и ова смело стилско решение вродува со плод. Ова е филм за потрага по слободата надвор од оковот на општеството, создавајќи засебни заедници на номади кои циркулираат во крвотокот на државата. На секоја затворена врата изнаоѓаат отворен прозорец на нови можности. Еден од многуте примери во кои американскиот сон на средната класа се претвора во кошмар, но овие модерни номади кои се пресретнуваат во дивината никогаш не се збогуваат, затоа што знаат дека повторно ќе налетаат едни на други, некогаш и негде. Филмот докажува дека да се нема куќа и да се нема дом се две различни работи. Ако морам да го евалуирам, тогаш Nomadland од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 156-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!